Секој ден огромен број на луѓе остануваат на улица без никаков покрив над нивната глава. Судбината ним не им била баш најмногу наклонета и поради тешкотиите на животот овие луѓе останале на улица. Но она што треба да го запомнете дека се тие исто луѓе како и ние. Токму поради разликата дека тие немаат покрив над главата, овие луѓе често се предмет на исмејување и осудување. Секоја година на 10-тиот ден од 10-тиот месец во годината се одбележува меѓународниот ден на бездомништвото со цел да се сврти вниманието кон овој брзорастечки проблем. Денеска е светскиот ден на бездомниците. Целта на овој ден е да се стави акцент на потребите на бездомниците да бидат приклучени во општеството, како и тоа самото општество да започне сериозно да го третира овој навистина огромен проблем. Според проценките на Обединетите нации, ширум светот има над 100 милиони бездомни лица, а над 1 милијарда луѓе живеат во несоодветни живеалишта. Меѓу бездомниците во Македонија преовладуваат мажи на возраст од 40 до 60 години, од кои повеќето се разведени, разделени или самци. Слична е сликата и во развиените земји, каде пак најголем дел од бездомниците се странци, а во истото време забележан е и тренд на пораст на млади бездомни лица. Бездомништвото во Македонија најчесто се случува поради нарушени семејни односи, поради беда, невработеност, долгови, хипотеки и насилство, а во исклучително ретки случаи е избрано како стил на живот. Евидентираните примери во Македонија укажуваат на бездомништво што трае и повеќе од една деценија, а меѓу бездомниците регистрирани се и лица со високо образование. Но овој ден заборавете на тоа дека не сте ја купиле омилената маичка или дека татко ви заборавил да ви купи сок. Време е да ги проширите вашите видици, да ја прекрнете вашата хуманост и да запловите во водите на несебичноста. Станува збор за една програма во која што бездомниците во текот на една недела, два пати неделно може да добијат во пунктот за бездомници чиста облека, туширање, бањање, медицинска поддршка, особено во делот на хронично болни, терапии соодветни кои што може да им ги олеснат маките кои што ги имат во делот на здравствената заштита, чистата облека, психосоцијална поддршка доколку е потребна и секако храна и топлата облека за време на зимските периоди. Преку пунктот корисниците секоја зима добиваат топла облека, обувки, кебиња, вреки за спиење, според потребите се отвора и привремено преноќувалиште. Променете живот со вашата хуманост.